Во следниве неколку минути на моje огромно задоволство ќе си поразговарам со Александар Тарабунов. Секогаш со огромно задоволство те каниме во Бекстејдж да поразговараме за сето она што е актуелно и ново, што го подготвуваш. Како се чувствуваш? Прво кажи ми што правиш периодов? Периодов работам на многу песни, што за мене, што за други изведувачи. Посветен сум на работење на аранжмани на мојот припрема за мојот прв солистички концерт кој што ќе се одвива на 21 декември во Македонската филхармонија и да ти кажам работам со многу страст, со многу љубов на се што е поврзано со концертот. Некои би рекле конечно концерт на Александар Тарабунов. Зошто толку чекаше и што е она што те натера да си речеш еве сега е вистинскиот момент? Па мислам дека секој еден пеач или артист мислам дека му треба одредено време да созре, да свати кој е всушност и што точно прави доколку се занимава со музика. И тоа не се постигнува преку ноќ, мислам дека ако сакаш нешто да трае, треба да поминат години, треба искуство за да се створат некои хитови кои што ќе траат, кои што народот ќе ги препознае. И мислам дека сега е баш моето време за мене, каде што треба да го направам тој чекор и мислам дека овој концерт ќе биде само еден сериозен почеток за нешто што ќе следи во иднина. И затоа треба да биде како што го имам замислено, а јас кога замислам внимавам на секој детал. Сакам да биде перфекција, да биде нешто што ќе може да биде рамо до рамо со светски концерти, со светска лајф изведба, дали е тоа вокално, дали е тоа аранжмански. Ќе има негде околу 30 музичари на сцена, тоа ќе биде голем биг бенд со диригент, со пратечи вокали, со многу гости кои што еве ќе ви ги откријам. Гости на концертот ќе ми бидат Димитар Андоновски, Роберт Билбилов, кој што има работено некои од моите песни, он ќе биде гостин на пијано. Барбара Попович, тој е еден дует, мислам, кој што го снимавме пред неколку години, тоа е Би те одбрал само тебе, преработка на една моја песна. И Павле Камиловски, песна ќе изведе која што јас му ја имам направено. Така да ќе бидеме соработници кои што се почитуваме пред се дружиме и ќе има многу убава енергија на концертот. Токму тоа сакав сено да те прашам, кои од оние јавни личности и музичари, пеачи, изведувачи со кои што се дружиш, ти помагаат, ти сугерираат, ти даваат идеи, се мешаат ли или оставаат овој проект да биде комплетно твој? Ти кажуваш што и како да се наредат коцките тука? Па јас сум малце таков по природа, кога ќе замислам нешто што е поврзано со мене, сакам прво јас да го испланирам точно што ќе се одвива, па после тоа нормално примам добри сугестии, добри идеи, ми нафрлаат идеи, нормално колегите, пробај вака да се одвива, зашто тоа ќе биде едно шоу, нема да биде концерт каде што луѓето ради реда ќе дојдат да те испочитуваат, бидејќи ти е тоа прв солистички концерт. Не, јас сакам од првата песна публика да почне да биде на нозе и да си ја делиме таа позитивна енергија, такви се и енергични се и новите аранжмани на моите песни. Така да ќе има некоја, јас предосеќам дека ќе има добра енергија на целиот концерт. Александар, имаш и нова песна. Да, мојата нова песна која што излезе неодамна пред 4 дена. Песната се вика Љубов. Љубов е, јас ја имам напишано во проектот на Cubase новата лична карта. Уште од самиот старт, кога почнав да ја работам Љубов, сватив дека е нешто многу сериозно и дека е нешто што посакувам уште од мали нозе да го направам, како големите имиња, како Whitesnake, како Принц, кои што имаат творено песни кои што траат над 5 минути. Песната трае 5 минути и 40 секунди и е нешто што едноставно сакав да излезе од мене.
не таргетирав некој тренд или нешто, туку таа она љубовна рок балада би ја нарекол, која што ја опишува љубовта во суштина, токму така и се напише и текстот во еден здив. Почнав да си прво ја замислив темата дека е љубов, а љубовта е нешто најчисто на овој свет, кое што и почнав да си играм со зборови и кога се напиша текстот сватив дека е многу длабок уствари. И тоа е нешто кога ќе се препуштиш и кога сакаш да го направиш, некогаш и сами се пишуваат и ти текст. Ќе се фасцинираш од сам себе. Си видиш, вау, што направив сега. Не се фасцинирав, него сватив дека ја уствари сум проводник на сето тоа. Ја носиш тајната на животот, со тебе тагата е минато, љубовта не погали со овој ветер пролете, светиш како надеж во безкрајо, слаб сум на тој поглед твој. Едноставно, тоа е некоја Божја енергија, во тој момент се погодиле коцките и се напишава. Така да многу сум горд на љубов, многу добри критики добив од многу компетентни луѓе. Многу е интересно што уште пред да излезе песната на луѓе, колеги и на блиски пријатели, што пуштив, сите исто реагираа на песната. Многу од нив се наежија и ми рекоа ова ти е многу сериозна песна. Едноставно си отишол левел ап со творењето и тоа е гордоста за еден автор и изведувач. Благодарам што беше дел од Бекстејдж и денес и те посакувам многу успех на концертот и верувам дека сите ќе уживаме заедно. Ви благодарам и на вас Бекстејдж што сте секогаш тука за се што треба.